Патиштата се претворија во депонии за ѓубре. Реките се претворија во канализации. Земјоделско земјиште се претвара во шут по вадење чакал. Национални паркови во кои се сечат дрвјата, а дивите животни изумираат. Електрани кои се меѓу најголемите загадувачи во Европа. Канализација која се влева во езерото, чија вода се користи за пиење. Пожари предизвикани од човек, што се шират низ шумите. Во вода, шума, во село или град, ова е приказна за една мала земја во Европа, која поминува низ уништување на сопствената природа. Два часот попладне. Овој човек фрла ѓубре на патот што води кон Србија. Но тој не е единствениот. Местото е претворено во ѓубриште. Сцените се слични на многу патишта во Косово. Дневниот отпад го собираат општинските предпријатија во речиси секоја населба, но најголем проблем е отпадот што останува од изградба на куќи. Тој редовно завршува на патиштата, во реките, насекаде. Косовската влада проценува дека Косово има резерви од 14 милиарди тони јаглен. Децата во училиште учат дека тоа е големо богатство на земјата. Но во време кога Косово се обидува да стане дел од Европската Унија, јагленот не се очекува да биде решение за иднината. Според стандардите кон кои се стреми Европската Унија, треба да се произведува повеќе електрична енергија, што не загадува. На само 5 километри од главниот град, електраните Косово А и Косово Б произведуваат близу 90% од потрошената енергија на Косово. Според извештајот на Светска банка од 2019-та, овие две електрани се меѓу најголемите загадувачи во Европа. Во извештајот се вели дека речиси 760 луѓе годишно умираат на Косово како резултат на загадениот воздух. Стотици милиони евра се потрошени во последните 2 децении за поправка на овие електрани, но малку работи се променија. Вака изгледаат утрата во близина на оджаците. Чад и ситни честички се спуштаат врз блиските населби. Од Агенцијата за заштита на животната средина на Косово велат дека освен електростопанството, големо загадување создаваат и автомобилите и јагленот што се користи за грејење во домакинствата. Но тоа не е единственото загрозување за жителите на Улпини во Приштина. Овие станови, изградени во 1960-тите и 70-тите години, беа покриени со азбест или како што наредски се нарекува салонит. Кога биле изградени, малку се знаело за неговото влијание врз здравието. Најновите истражувања покажаа дека предизвикува сериозни болести. Според Светската здравствена организација, речиси 90.000 луѓе ширум светот умираат секоја година од влијание на азбестот. Опасноста произлегува од уништувањето на азбестиот материјал, без разлика дали од човек или од природата, кога ќе се испуштат мали честички во воздухот. При нивно вдишување предизвикуваат проблеми во наредните месеци и години, предизвикувајќи рак, најмногу на белите дробови. Имаше многу ветувања дека ќе се поправат покривите на становите во Улпини, но ништо не се промени. Жителите се уште живеат под покриви од азбест. Тоа не е единствениот проблем во оваа област. Оваа стара зграда
изградена пред 60 години и оштетена со текот на времето. Лимот, кој се користеше како надворешна фасада, почна да паѓа. Кога бил изграден, бил изолиран со волнени материјали, народски наречена стаклена волна, чии делови денес се шират во природата, во парк каде што луѓето шетаат и се одмораат. Со донација од владата на Соединетите држави е планирана поправка на фасадата, но се уште не е почната. Во главниот град и поголеми проблеми. Не, ова не е река. Ова е канализација на еден дел од Приштина. Десетици милиони евра се трошат годишно за изградба на станови и куќи во Приштина. Секојдневно никнуваат нови згради. Општината не успеа да изгради прочистителна станица за отпадни води или да се оддели дождовницата од канализацијата. Ова е резултатот. Во близина на селбата тече канализација. Она што се гледа не е ништо во споредба со смрдејата. Жителите не можат да ги отворат прозорците. Слична е ситуацијата и во другите општини. На околу 40 километри од далеченост, загадената вода од Приштина стигнува до Митровица. Ова е Ситница, една од најзагадените реки во Европа. Со должина од 90 километри, ова е најдолгата река на Косово. Се влева во Ибар, кој е дел од сливот во Црното море. Ова не личи на река. Ситница подсетува на голема канализација. Останува нејасно што може да се улови овде, но овие двајца рибари се упорни. Поради својата географска положба, Косово има скромни водни ресурси. И таа мала река е загадена. Слично е и во планините. Ова се планините Ругова во август. Во пожарот кој главно бил предизвикан од човечки фактор, изгоре голем дел од оваа шума. Иако ова место е национален парк, изградбата продолжува. Она што останало по пожарот е целосно уништено. Земјата ќе биде мртва долго време, за секој живо суштество. Ќе бидат потребни децении за да се опорави оваа планина. Или никогаш нема да се врати во првобитната состојба, поради закана од нови пожари. Пожарите не се само во шумата. Стотици хектари земја горат секоја година по бербата на пченицата. Оваа практика го загадува воздухот. И загадувањето не завршува тука. Кога гори слама, голема количина на топлина продира во почвата. Тоа убива добри бактерии, габи, како и други микроорганизми кои се многу важни за плодна почва и за одгледување растенија следната година. Без нив, растенијата ги напаѓаат разни болести. И пожарот не е најголема закана за земјоделското земјиште на Косово. Плодното земјиште се претвора во парцели за нови куќи. Многу други земјоделски делови воопшто не се засадени. Нема точни бројки, но Сдруженијето на земјоделци вели дека косовското земјоделство покрива само 50% од потребите за пченица. Остатокот е увезен од земјите од регионот.
Косово е една од земјите со најголема потрошувачка на тесто по глава на жител. Намалувањето на земјоделското земјиште може да доведе до недостиг на храна. Сега кога ближи зимата, главната жртва е шумата. Помина неколку недели откако почна дивата сеча во Националниот парк Шарпланина. Деноноќно се сечат дрвја стари со децении. Полицијата вели дека презела неколку иницијативи за да спречи сечење дрва, како што е оваа патрола, која е многу блиску до местото каде што се случува уништувањето на шумите. Полицијата ги проверува возилата за да утврди дали се транспортираат дрва од нелегална сеча. Неколку минути подоцна овој камион се упати кон полицијата. Го следевме за да видиме дали полицијата ќе го запре. Тоа не се случи. Полицијата му дозволила да помине без никакви проблеми. На прашањето зошто камионот не е запрен, полицијата одговори дека многу компании имаат договори со општините околу паркот, а имаат и дозволи за сечење дрва, кои се користат за огревно дрво и разни индустрии. Со или без дозвола, шумата на планината продолжува да се сече. Овие планини се познати и по големиот број диви животни. Едно од нив е кафеавата мечка. Денес е тешко да се види во планините. Ова диво животно може да се види на периферијата на Приштина, во паркот Мечки. Австријска невладина организација 4 шепи им изгради за солниште. Петок е денот кој и овие мечки најмногу го сакаат, бидејќи е ден кога јадат месо. Овие мечки поминаа низ тешки времиња пред да се населат овде. Тие беа донесени од планините, нивните мајки беа главно убиени од нелегални ловци. Како младенчиња, тие завршија во ресторани за да ги забавуваат клиентите. Во 2014-та, австрийска организација ги спаси и ги донесе тука. Тие повеќе не може да се вратат во природата, бидејќи не знаат како да најдат храна, а нивното живеалиште се уништува секој ден. Поблизина на местото каде што живееле мечките се наоѓа најпосетуваното место во зимската сезона на Косово. Брезовица беше туристичка дестинација во време кога Косово беше дел од поранешната комунистичка Југославија. Во 1984 година, кога се одржаа зимските олимписки игри во Сараево, Брезовица беше избрана како алтернативно место за некои спортови, во случај нешто да тргне наопако во Босна и Херцеговина. Некогаш позната по мирот и малиот број куќи, денес Брезовица е претворена во градилиште. Без разлика дали се работи за ниски или високи згради, изградбата не запира. Се сечат дрвја и за да се изградат куќи. Непосредно под скијачкиот центар, во селото Долна Битиња, оваа река може да исчезне многу брзо. Приватна компанија вкопала цевка по реката. Планирано е водата да произведува електрична енергија. Локалното население, албанци и срби, протестираше неколку пати, но не успеа да го запре проектот за производство на електрична енергија. Водата не е проблем само за овие жители. Во јули, над 1500 жители беа отруени во Дечани. Првично било пријавено намерно труење со вода. Институтот за јавно здравје подоцна рече дека некои бактерии се пронајдени во водата за пиење. Дури и денес нема заклучок што го предизвика масовното труење. Она што се случува во Дечани не е ништо во споредба со она што се случува во езерото Батлава, од кое стотици илјади жители се снабдуваат со вода за пиење.
Она што може да се види однадвор во ова езеро, место каде се уште има и риболов, каде се развива туризмот, не е реална гледка. Во ова езеро се влева канализација. Ова е само едно од местата каде што канализацијата се влева во езерото. Овие риби се собраа во близината на местата каде што се испушти изметот од луѓето што живеат во близина. Иако имаше многу планови за изградба на прочистителна станица за отпадни води, ваква инвестиција никогаш не се случи. Лошиот третман на вода и почва продолжува и во другите делови на Косово. Селата околу Призрен и Ораховац се познати како житници на Косово. А овие полења се познати и по одгледување пиперки, домати, лубеници, краставици, како и друго овошје и зеленчук. Многу од овие полиња почнаа да исчезнуваат. Големи багери копаат дупки и земаат чакал за да градат куќи. До пред неколку години чакал се земаше само во блиската река Бели Дрим. Сега чакалот е изваден на полето, што го прави необработливо. Владата одлучи да го запре во 2012-та, но одлуката никогаш не беше испочитувана. Уништувањето на коритото го смени текот на реката, а силните дождови предизвикуваа поплавување на населбата. Во извештајот на владата на Косово од 2019-та се наведува дека во индустрискиот парк Трепча има повеќе од 1,5 милиони тони индустриски отпад. Порано имаше фабрика за акумулатори и батерии и производство на цинк и хемиска индустрија. Врз основа на истиот извештај, отпадот фрлен во близина на фабриката представува опасност по здравието. Депонијата на повеќе од 34 хектари се наоѓа во близина на реката Ситница и во која постојано се влеваат штетни материи. Митровица е една од најзагадените области на Косово. Топилницата Звечан е дел од Трепча. Пред неколку децении овде се обработуваа олово, цинк, сребро и други метали. Загадувањето од оваа топилница стаса да биде 200 пати поголемо од дозволените граници на Светската здравствена организација. Една студија кон крајот на 80-тите години на минатиот век покажа дека децата од Митровица имаат високо ниво на олово во крвта, што може да предизвика оштетување на мозокот. Во 2000-тата топилницата беше затворена од страна на мисијата на Обединетите нации на Косово, УНМИК и трупите на НАТО. Оваа депонија во близина на топилницата е создадена при преработка на оловна руда и цинк. Има големина од 50 хектари и се проценува дека има близу 12 милиони тони отпад. Секогаш кога дува, ветрот носи мали честички во воздухот, а кога и да врне, другите честички одат до реката Ибар, која е многу близко. Во последните 10 години Косово изгради 137 километри автопати, што чинеше близу 2 милиарди долари. Имаше многу критики за претходните влади дали една од најсиромашните земји во Европа треба да изгради автопати или да троши повеќе за образование, здравје и животна средина. Изградбата е завршена. Луѓето многу ги користат патиштата, но нешто останува нерешено. Десетици каменоломи кои се користат за изградба на патишта сега се во урнатини
низ Косово. Од крајот на Втората светска војна, ниту една влада не одговори соодветно на заштитата на животната средина. Уморни од сиромаштија, војна и постојани политички и етнички тензии, екологистите велат дека косоварите заборавиле природата. Луѓето веќе се навикнати да ја гледаат загадената природа на секој чекор. Опасноста е кога ова ќе стане нормално и ќе стане дел од животот.